Добро утро и од мене. Како што беше речено и сношти, некако се чувствам како да сум бил тука и веќе секој ден понатака, како да немаше никако прекин, иако фактички скоро се 50 недели во прашање. Последната проповед моја овдека беше на 16 декември лани. Значи, скоро една година цела, од кога јас и Жаки си заминавме. И може би порано да не зборувам многу за тоа, да не плачам. Сепак солзи на радост. Стално изминативе години, кога ќе ни дојдат некои нови мисионери, јас им велам, кога ќе си заминете, би требало да биде тешко. Би требало да биде со солзи, би требало да биде со раскинато срце, дека тоа значи дека добро сте вложиле во животите на луѓето. Ако не боли, кога заминуваш од едно место, значи немаше љубов. Така, и ако плачеме малце денес, би рекол тоа заради добрата љубов што ја споделивме и на ова место и во своите домови низ годините, и фалмо на Господ за тоа. Навистина сношти беше убаво со други гости од страна да славиме 10 години од постоењето на ова заедница официјално, како што рече Аце. Пак како што реков сношти, моите деца прашуваат само 10 години, па зар не живеевме 16 години во Прилеп? И викам, да, тие први 6 години имаше доста тешкоти, доста обиди да започнеме нешто, доста и неуспеси, ама продолжевме и фалимо на Господ даде да изникне една заедница. И после тие години сепак имаше и други тешкоти, други убави моменти, други маки. Мислам, животот е таков, нели, не е лесен овој живот. И фалимо на Господ за тие 10 години. Денес малце ќе се спомне од нашиот текст, тоа што било минатото. Но фокусот што ќе го имаме пред нас денес е иднината. Или со други зборови, што следно. Арно ова заедница постои 10 години. Што понатака. И пораката нависна за секој еден од нас. Да се молиме, па ќе почнеме со текстот. Господе, нависна со радосно срце, сега доаѓаме пред Тебе да го слушнеме Твојот глас преку Твоето Слово. Ти благодариме, Господе, за овој збор што беше напишано пред скоро 2000 години и е сосма релевантно за нас денес. Твоето Слово е живо и делотворно и Те молиме денес нека действува Твоето Слово во нас. Да не охрабри за минатото, да ни дава една сигурност и да не потикне за иднината. Секој е поединечно да биде потикнато, но и како заедница, како живо тело Христово, да чекориме назад, односно напред, заедно. Фала Ти, Господе, за Твојата милост кон нас. Во Твоето име се молиме. Амин. Ке ми простите денес ако често пати го употребувам зборот ние или за нас или нам, иако фактички би требало да биде повеќе за вас, вие, вас. Бидејќи до голема мерка не сум дел од ова заедница сега. Чекорите што ќе ги превземате од денешниот ден понатака не се мои чекори. Сега тоа не негира ништо во минатото, дека сме биле стварно фамилија во Христос, но сакам пред се да ја сваќате обврската што Господ вам ви ја дава за доброто на ова заедница. Тој нависне со милост, со добрина негова, на секој верник во ова заедница му дава обврска. Внимавајте како ќе градите врз темелот што веќе е поставен. Тоа е главното за нас. Внимавајте како ќе градите. Сега, текст од наше 1 Коринтијани, 3 глава. Ке ве замолам да ги отворите Библиите ваши до тој текст. 1 Коринтијани, 3 глава.
Ќе читаме од 10 до крајот на 17 стик. Додека го барате текстот, значи 1 Коринтијани 3, 10 до 17. Додека го барате текстот, само мало резиме или подсетување, Павле, апостол Павле, на кому ги испраќа овие зборови, на кому е наменето ова послание. Во првите стикови на ова послание, Павле вели до Божјата црква, до осветените во Исус Христос. Значи, ако се сметаш себе си како светец, ова писмо е за вас. И да, Вале, гледам, чекај, како светец, јас светец, стално во Новиот Завет, тие што имат поверувана во Исус Христос, што нивна вера е положена во Него, што зависат од Него, што се наново родени, секој еден од нив е наречен светец. Веќе е просветен заради крвта Христова, не заради своите дела. Ние денешно време многу погрешно го сваќаме тој збор светец. Ги рачунуваме тие што живееле некогаш и што наводно направиле добри дела, дека тие се свети луѓе. А Библијата сосема поинакво ги гледа светците. Тука светецот е тој што живеел грешен живот, но се покаал за своите гревови. И преку вера во Исус Христос е осветен, исчистен, нов човек заради Христос, не заради своите дела. А овој текст е наменет за такви луѓе, што признавајќи ги своите гревови, велат Исус, ако не си ти, јас не сум ништо. Ако не си ти изворот на светост, на живот, на се што е добро, јас немам ништо. А такви луѓе се добродојдени во Божјата црква. Значи, овие зборови се наменети за такви луѓе. Не совршени луѓе, туку за несовршени луѓе, што веруваат во Исус Христос. И Павле има вакви зборови за нив, па и за нас. Читајќи сега од 10 стих. Според Божјата благодат, која ми е дадена јас како мудар градител, ја поставив основата, а друг гради. Но секој да внимава како надградува. Зашто никој не може да постави друга основа, освен она што е поставена, која е Исус Христос. И ако некој врз оваа основа зида злато, сребро, скапоцени камења, дрво, сено, слама, се чие дело ќе излезе на видело. Денот ќе го покаже, зашто ќе се открие во оган, а огнот ќе покаже какво е чие дело. Оној, кому ќе му остане тоа што го градил, ќе прими награда, а оној, чие дело ќе изгори, тој ќе претрпи загуба, но самиот ќе се спаси, но така како низ оган. Не знаете ли дека сте Божи храм и дека Божиот дух живе во вас? Ако некој го разруши Божиот храм, Бог ќе го разруши него, зашто Божиот храм е свет, а тоа сте вие. Господ нека ни зборува преку овие зборови. Значи, Павле тука започнува со некои силни зборови за минатото. Вели, јас како мудар градител го поставив темелот. Основата е поставена. Значи, Павле тука не ни дава можност да се прашуваме што е темелот или основата на црквата. Основата е поставена еднаш за секогаш и како се дефинира таа основа во овој текст. Вели, основата е Исус Христос. Основата е Исус Христос. Значи, да нема прашање чива е црквата, црквата му припаѓа на Исус Христос. Сега ние во едно и исто може да речеме Исус е основата, Исус е и главата на црквата. Двете вистини се точни, само различни, да речеме, како се кажува, ќе ме простите сега, година дена немам проповедано на македонскиот јазик, различни начини да гледаме на истата вистина. Едно е Исус е темелот, друго е тоа е главата, во случајов Исус е основата. И Павле вели мудро, како апостол Христов, ја постави основата. И вели основата е Исус Христос. Сега, што за Исус? Таа фраза, основата е Исус, не ни кажува детално. Значи, може ние да речеме,
Се што се има да се каже за Исус е дел од тој темел. Неговиот живот, безгрешен живот. Не само што не сгреши, туку се неговите дела, со неговите зборови, потполно го исполни законот Божи. Потполно правдата Божја е извршена преку животот на Исус Христос. Значи, едното е неговиот живот. Второто би било и неговата смрт. Дека комплетно преку неговата смрт секој грев наш е платен. Опростување за нашите гревови имаме преку смртта на Исус Христос. Друг начин нема за добивање опростување. Неговиот живот, неговата смрт, па и неговото воскресение. Ова стварно најчудесното, што често пати не ни размислуваме за силата и чудесната сила на воскресение. Повеќето од вас го памтите мојот пријател Жарко, Жаре, што работи, сега не знам дали уште работеше едно време како чувар во гробиштата. Не знам колку години е тамо како чувар, и сум го прашал Жаре, во сите овие години, дали имаш видено празен гроб, што до сношти некој бил во тој гроб, некој мртовец, а денес гробот е отворен, човекот стана, жив, здрав, без проблеми. Не, никогаш. А што велиме за Великден? Христос воскресна, навистина воскресна, ама тоа го велиме како никому ништо, без размислување, а во истиот здив некој ќе рече, ама кој бил и видел, па да ни каже. Дали воскресна Исус или не? Тоа навистина чудесно нешто. Треба сериозно да размислуваме, тоа е дел од темелот. Не е само некој си верување, ако сакаш верувај дека воскресна, ако сакаш не верувај. Не е тоа дел од темелот. Не си христијанин, не си нановороден, ако не веруваш во воскресението на Исус Христос. Тој живееше, умре, воскресна и ќе дојде пак. И таа порака на идното доаѓање на Исус Христос е дел од темелот. Тие се тие основни верување што секој верник мора да ги сваќа, мора да ги прима, мора да стои на тоа, за да се рече јас сум дел од ова заедница. Јас сум дел од ова тело Христово. Јас сум верник, јас сум спасен, јас сум нановороден, бидејќи верувам во тие темелни работи. Животот на Исус Христос, неговата смрт, неговото воскресение, неговото идно доаѓање. Значи, со други зборови може да речеме, се што може да кажеш ти за Исус, нормално од Библијата, од А до Ш, го прифаќам тоа. Исус е мојот темел. Од А до Ш или евреите, односно грците би рекле, од Алфа до Омега, од почетокот до крај. Значи, ние не бираме, го сакам овој дел од Исус, овој ми одговара, овој ќе го прифатам, ама овој дел не го прифаќам. Некогаш Исус прави чудни работи. Кажува некои зборови што се тешки за нас. Еве, например, сите би рекол ќе прифатиме, љуби го Господ Бог со сето твое срце. Нема проблем, го сакам Господ. Но исто така, истиот човек, Исус вели, љуби го твојот непријател. Чекај малце, тоа е тешко. Првиот дел ќе го прифатам, вториот дел не. Не, ние ако веруваме во Исус, ако велиме тој е темелот наш, од А до Ш, се што Библијата ни кажува за Исус, секој дело негово, секој збор негов е дел од тој темел наш. Павле вели темелот е поставен. Значи, да нема дебата тука, да нема дилема. Темелот е поставен. Што после? Секој нека внимава како надградува. Сега тука е интересното. Ти, колкав избор си имал во твоето спасение или во твоето наново раѓање? Колкав избор? Ајде да почнеме од биолошки аспект, бидејќи Библијата дава биолошка илустрација за наново раѓање. Физички, колкумина од нас имавме избор ќе се родам во таа и таа фамилија. Или на тој и тој ден. Никој. Ни избор. Никој не праша дали сакаш да се родиш?
Дали сакаш во Македонија? Дали сакаш на 30 јануар? Не. Зошто мислиме дека духовно имаме избор во тоа наново раѓање? Сме биле мртви во нашите гревови. Мртовец ништо не може да направи. Сме биле оживеени од Бог, од Неговиот свет дух, за да може да живееме сега живот на вера, вистинскиот живот. Немаше избор. Но, од кога темелот е поставен, сега гледаме обврска. Секој нека внимава како надградува. Сега ни се дава обврска. Од кога не наново роди Господ, од кога станавме дел од ова фамилија, сега обврска ни се дава. Размислувате малце вака. Доаѓате на гости кај мене дома. Си седнувате во дневната соба. Да речеме прв пат влегувате кај мене дома. Прв пат. На кауч сте седнати. Жаки ќе влезе од кујната, ќе ве праша што сакате за пиење. Дали ќе станете вие да влезете во кујната, сами да направите кафе или чај или што и да биде? Не. Вие сте гости. Ќе си седите. Ќе чекате некој да ви послужи, бидејќи тоа е редот, нели, во фамилија. Но ако едно дете мое е присутно, да речеме Ребека е тука покрај мајка е, што ќе ја речем на Ребека? Беки, ај влегувај в кујна, помогни на мајка ти, нели? Кога си дел од семејството, веќе имаш обврска. Павле тука зборува за таква обврска. Темелот е поставен. Ти си веќе дел од семејството. Сега имаш обврска. Внимавај како надградуваш врз твој темел. Внимавај. Ајде да гледаме што вели тука понатака. Како треба да се гради. Од 12. И ако некој врз ова основа зида злато, сребро, скапоцени камења, дрво, сенел, слама, се чие дело ќе излезе на видело. Павле тука зборува за сега материјалот со што градиме. Сега тука да не мислиме дека зборува за 6 одредени работи со што треба да градиме. Дрво, сено, слама, злато, сребро, скапоцени камења. Не. Не се во прашање 6, да речеме, елементи за надградба. Тука станува збор за две категории. Првата категорија, дрво, сено, слама. Сега тоа е по мојот редослед, окей? Павле има друг редослед. Во една категорија, дрво, сено, слама, се тие работи што лесно се наоѓаат и лесно се употребуваат за градба. Каде се наоѓа дрво, сено, слама? На површината, нели? В шума имаш дрво, на поле имаш сено, слама. И релативно лесно за собирање на тие работи, релативно лесно и за градење. Еве, например, јас сега во Германија сакам да направам една ограда за кучињата, да се загради дел од дворот. И мене ми беше многу полесно да купам дрво, да направам ограда од дрвото и да го поставам. Наместо камен, бетон, 300 работи со конец да влечам, да видам дали е исправно, Гоце ќе ме караше и за дрвото што го поставив, не е како што треба. Ама многу полесно ми беше со дрво, да ја направам таа ограда. Сега, кој гради со сено, со слама, не знам, можеби има некои култури каде што зидовите на куќите се од сено и слама. Ама би било лесно за собирање, лесно за формирање, лесно за обликување. Дрво парче премногу долго, сечи го. Ако е камен, малце потешко. Значи, првата категорија, лесна градба. Втората категорија, тоа што потешко се наоѓа, потешко се работи. Злато, сребро, скапоцен камен, каде се наоѓа? Дали наоѓаш злато одеки по улица? Одеки низ поле? Не, тешко се наоѓа. Сребро? Нема да најдеш еден куп сребро тука што стои на земја. Се бара во длабочината на земјата.
мора да копаш, мора рудник да се отвара. И не само тоа, кога ќе се најде таа руда, бара голем процес на прочистување. Да се најде и малку злато, се бара голем труд. А толку е скапоцено златото што луѓе цел живот го дават, за да дојде до малку злато, дека има поголема вредност. Со една шака злато може да купиш не само, да речеме, 10 кубици дрво, може да купиш илјадници кубици дрво. Вредноста е друго. Значи, Павле тука зборува не за 6 специфични работи за надградба, тука за 2 категории и нивели како градиш. Сега, првиот збор што ни дава тука, внимавајте како градите. Внимавајте. Мислејќи за Христовата црква, треба внимателно да градиме. Не само како ќе ни текна, не само чат-пат, не само моја желба, твоја желба, тука со внимание да градиме. И со како материјал. Тоа што лесно се наоѓа, дрво, сено, слама, и лесно се работи со тоа, и лесно ќе се изгори. Злато, сребро, скапоцен камен, тешко се наоѓа, бара голем труд да се работи со тоа. А што се случува за тоа кога ќе дојде оган? Златото и среброто барам ќе се прочистат, ама нема да се изгорат. Скапоцен камен обстанува и во жешка температура. Тоа што вреди, останува. Тоа е главната порака тука на овој текст. Ние може како тело Христово, како семејство Божјо, лесно да градиме, лесно да поминеме, ама и лесно ќе се изгори. И ништо нема да остане од тоа. Или може да бираме со труд, со внимание, со пот да градиме, знаејќи дека тоа ќе опстане на судниот ден. Ке речете, чекате малце, суден ден, не зборуваме многу за тоа. Повеќе зборуваме за опростување, па нов живот на небо, па еве песната што ја пеевме, ќе одлетам, убаво ќе ми биде. А често пати забораваме дека доаѓа и судниот ден. Исус е и спасителот, но и судијата. Што правиме со тоа? Гледате сега текстот како зборува за тоа. Вели, сега крајот, почетокот на 13, се чие дело ќе излезе на видело. Значи, ќе се проверува, делата наша ќе се проверуваат. Како? Денот ќе го покаже. Сега најчесто во Библијата кога вели денот, се мисли за денот Божи, денот Господов, денот на суд. Денот ќе го покаже тоа, зашто ќе се открие во оган, а огнот ќе покаже какво е чие дело. Овие се зборови што би требало малку да не исплашат. Еве, сме работеле. Ајде да се ставам себе си во овој текст. 16 години во Прилеп, за да има една заедница. Со што сум работел? Сега, да бидеме искрени. Јас не верувам дека тука Павле вели дека еден човек цел живот ќе гради или со злато, сребро, скапоцен камен, или дрво, сено, слама. Многу често ги мешаме тие елементи во нашиот труд. Ако сме искрени, ќе велиме дека можеби имав добар почеток, ама во некои работи сум изгрешил. Па пак се коригиравме, па пак нешто добро, а повторно некоја грешка. Мислам дека може да бидеме реални и да речеме тие материјали за надградба се испомешани во нашиот труд. Некогаш добро сме градиле, а некогаш сме ја промашиле работата. Работата е ова денот, судниот ден, ќе покаже што обстанува. А јас не верувам дека тој што верно му служил на Господ ќе испадне на крај со сосма празни раце. Не, тука ќе се покаже што вредило и ќе остане, а што беше едноставно сено, слама, нешто што лесно поминува. Прашањето е сега како ќе внимаваме. Дали стварно ќе превземаме одговорност ние како градиме. Не, сега најлесното е гледаш некој друг како гради и да коментираш. Ама зошто така прави? Зошто со таков
темел? Зошто се такви зидови? Зошто се такви џамови? Јас поинакво ќе направив. Добро, направи се и поинакво. Нели, најлесно е други да критикуваме, а најтешко е сам да се гледам како јас градам. А Павле не повиква сами да се испитуваме. Сега, едно што мора да се каже тука за тој судниот ден. Во случајов, зборувајќи за нановородени христијани, не станува збор за нашето спасение. Значи, се зборува тука за луѓе што веруваат во Исус Христос, што се нановородени, а судниот ден не е за нивен вечен суд, дали ќе бидат на небо или во пекол. Тоа за неверниците. Тој што веќе верува во Исус Христос, овдека не вели, кога вели ќе трпи загуба, не зборува за неговото спасение. Ниту кога вели ќе доби награда, дека се мисли за спасението како награда. Спасението не е награда. Спасението наше е по благодат Божја, а не по нашиот труд. Гледате што вели тука во текстот. Оној кому ќе му остана тоа што го градил, значи градил со скапоцени работи, со вредни работи, оној што така гради, ќе прими награда. Значи, добро си служил, добро си се посветил во трудот Божи, ќе примиш награда. Не е тоа твоето вечно спасение. Тоа зависи од Исус и неговото дело, не е од тебе и твоите дела. Ама награда ќе се прими. Фала Богу. А второто, а оној чие дело ќе изгори, тој ќе претрпи загуба. Дали таа загуба е неговото спасение? Не. Бидејќи следните зборови ни објаснуваат што е тоа. Но самиот ќе се спаси. Значи, спасен ќе биде тој човек, но така како низ оган. Со други зборови, тој човек ќе излезе пред Бога, ќе рече: Господи, прости ми, сакав да ти служам, ама изгледа градев со дрво, сено и слама, ништо не е останало, кога дојде оганот на прочистување, ништо не е останало. Еве сум јас со празни раце, дури со миризбата на чадот на неговите алишта. Некој, да речеме, едвај ќе се спаси. Значи, пак да свакиме, текстот не е за нашето вечно спасение. Но текстот ни кажува дека овие денови што ги имаме на овој свет, треба со внимание да градиме. Господ ни дава можност да вложуваме во овој труд изградбата на неговата црква. Сега едно прашање тука, зошто би било битно да се секираме за тоа како градиме? Ако веќе сум спасен, и помалце сакам да се навратам на тоа што значи да сум спасен, но ако веќе сум спасен, ако овој оган што доаѓа не е за да изгубам или да добивам спасение, зошто воопшто да се секирам? Зошто е битно тоа? Ајде да гледаме во 16 и 17 стихови зошто е тоа битно. Не знаете ли дека сте Божи храм и дека Божиот дух живее во вас? Ако некој го разруши Божиот храм, Бог ќе го разруши него. Зашто Божиот храм е свет, а тоа сте вие. Ова вреди да се прочита уште еднаш. Не знаете ли дека сте Божи храм и дека Божиот дух живее во вас? Ако некој го разруши Божиот храм, Бог ќе го разруши него. Зашто Божиот храм е свет, а тоа сте вие. Мора малце тука да размислуваме за значењето тука на фразата храм Божи. Што е храм Божи? Ајде да ве прашам. Дали ние сега седиме, односно вие дали седите, јас стојам, во храм Божи? Не. Дури доста прилепчани што го познават местово, ќе викат: чека сега, тие луѓе што собират во таа бивша бурекџилница, тие што памтат дека местово беше бурекџилница, никој нема да рече се собирате во храм Божи. Каде има храм во градов? На многу места? Така ли е? Нигде?
Има, ама проблемот е што ние кога велиме храм Божи во овој контекст, оваа култура, мислиме за зграда. Овој, како се викаше сега, Свети Климент, нали беше на кај центар, овој стара црква, па грчка црква, се мисли за тие места, нели? Според овие стикови што сега ги прочитав, дали стара црква е храм Божи? Не. Дали ова место храм Божи? Не. Дали постои храм Божи во градов? Да. Бидејќи вели, тоа сте вие. Значи, зборувајќи за верниците, за телото Христово. Вие сте Божиот храм, а каде живее Божиот дух? Во нас, меѓу нас. Во мене како поединец, да, ама и во нас, меѓу нас како заедница. Сега, ова е од темелна важност. Размислувајте сега малку. Да речеме, некој ноќе навлегува во старата црква и прави лом во тој објект. Крши зидови, икони, пали, ред други работи прави за да фактички да го руши местото. Како би реагирал народот? Со гнев, со лутина, со револт. Нели ке барат кој е виновен за ова дело, да го фатиме, да го уапсиме, да го осудиме, да го линчираме. Дури без суд ќе го линчират на лице место, би рекол. Од камбаната ќе го качат човекот. 100%. А тоа е само објект. Од камен, од дрво. Слики некој. Библијата вели, ние, како верници, сме Божиот храм. Сега, да ја сватиме тука вистината. Ако би се секирала толку многу за физички објект, зошто да не се грижиме многу повеќе за духовно тело Христово? За тие браќи и сестри што се дел од тој темел, од тој храм, а не само нешто од дрво што може и утре да се купи одново. Ние премногу често внимаваме на материјалното, а не го сваќаме духовното. Повторно текстот вели, вие сте Божиот храм. Затоа треба внимателно да градиме. Не бидејќи работиме со дрво и сено и слама. Туку бидејќи работиме со живи луѓе, што Библијата ги нарекува во Прво Петрово, секој верник е наречен жив камен. Градиме дом од живи камења, од животите на луѓето. И затоа е важно да внимаваме како градиме. Сега сакам малце по-конкретно, мислејќи и за иднината, за разликата помеѓу физички храм и духовен храм, да размислуваме за ова. Имајќи го сето ова на ум, како градиме? Дали градиме со внимание? Дали градиме со добри мотиви? Со чисто срце? Сето тоа ќе се проверува на судниот ден. Дали градиме со тежок труд? Лесните работи се забавни, брзо поминуваат и не се од никаква важност. Ај вака да размислуваме. Направи тука неколку, да речеме, парови за размислување. Еден ручек релативно лесно се прави. Денес во градов, секој еден ќе си седне на маса со својата фамилија и ќе јадат. Не е премногу тешко да направиш еден ручек. Да направиш единство во една фамилија, во една заедница, многу потежок труд. Дали ќе го бираме лесното или тешкото? Едно е да седиме на маса и да јадеме заедно. Прекрасно. Дали има единство? Мора да работиме за тоа. Мора да вложиме труд. Знаете дека јас сум љубител на планинарење. Една прошетка лесно се организира. Сакаш утре на планина? Ај на планина. Вода имаш? Нешто за јадење? Одиме. Не бар голем труд тоа. И убаво е. Не е лошо, ама е лесно. Да бараме светост во нашиот живот, да живееме свет живот, тоа многу
потешко се постигнува. Што ќе бираме? Лесното или тешкото? Дали ќе градиме со дрво, со сено, со слама или со злато, со сребро? Ај преска пеевме. Една песна релативно лесно се пишува, се прави. Сега, јас не сум таков, го немам твој талент, ама песни има насекаде. На радио, на телевизија, пушти си некој канал, песни има. Лесно се прави една песна. Вистинско славање на Бог од се срце многу потешко се постигнува. Дали само ќе пееме со устните, или дали стварно ќе славиме од се срце? Потешко се прави. Дружба, дружење, многу лесно се постигнува. Навистина, поготово тука во Прилеп, сакаш едно кафе, едно кафе. И ќе дружиме сат време, сат и пол, 2 сати, ако имаме време, лесно се прави. Еден трансформиран живот, многу потешко се постигнува. Едно соочување со својот грев, покаяние вистинско, обнова на животот, многу потешко се постигнува. Дали ќе бидеме задоволни со лесните работи, и дали ќе се стремаме кон потешките работи, знаејќи дека бара труд, знаејќи дека некогаш бара и конфликт меѓу нас, да го бараме тоа единство. Не е само ај да гласаме. Не. Единството не се наоѓа во такво нешто. Тука се наоѓа во тие тешки муабети, да го откорниме гревот што уште постои во нашите животи, да се стремаме кон светоста. Тоа е тешката градба на Христовото тело, но градба што ќе се исплати на крај. Дали надградуваме со внимание, со тежок труд? Пак го искористи тој збор ние. Дали вие сте спремни за тоа? Јас ви гарантирам дека следните 10 години нема да бидат полни со лесни моменти. Тука се со тешкоти, со труд. Некогаш тоа е јас сам да се соочам со вистината дека јас сум проблемот. Дека јас сум грешникот во случајов и се бара покаяние од мене лично, за да дојдеме до тоа убавото што ќе биде. Некогаш е да си седнам со братот, со сестрата и да речем, брат, сестра, нешто не чини тука, нешто не е во ред. Тежок разговор, но за да се добива тој сакан ефект, промена во животот, единство во заедницата. Тие се тешки моменти, но вреди да вложуваме во тоа што е тешко, за да се добива тоа што е прекрасно и убаво. Да се навратиме малце назад до самиот темел. Вели тука во текстот дека темелот е еднаш поставен. Знам дека и во ова мала соба имаме различни луѓе. Луѓе што сега нема ни еден што фактички беше тука од самиот старт пред 16 години, ама од пред 10 години. Колкумина од вас сте биле присутни пред 10 години на тоа основачко собрание? 5? Само 5, така? Андреј, не верувам дека ти беше дел од тоа основачко собрание, нели? Ти си било мало момче уште тогаш, да. 5 души од тогаш. Фалма на Господ сме повеќе сега. Прекрасно е тоа. Божјо дело е тоа. Навистина го славиме заради тоа. Но тука работата пред 10 години, повеќе од 5 души, има 5 што се сега присутни, се посветивме на Божјото дело овде во градот, да има храм Божи, не физички храм, туку духовен храм од неговите луѓе, што верно и редовно ќе го проповеда Божјото Слово, верувајќи дека промената доаѓа преку Словото Божјо. Колку ме радуваше кога дојдов со Бајлево, вчера не приметив и го видов овој знак тука. Овде ке што вели, ние го проповедаме Христос раснатиот, сршта на Евангелието. И се израдував многу. И јас тој лист не го поставив. Тоа од мене не зависи. Ама е знак дека темелот е поставен. Ние го проповедаме Христос.
Сега, не само за вие што не бевте пред 10 години, не е битно, бидејќи некој се приклучивте преку поверување во Исус, преку покаяние, преку крштевање библиско, а некој уште не. Тука сте, а може би се прашувате зошто станав толку рано на Сабајле да дојдам на овој час, ама тука сте. Битно е да се навратиме до темелот и да се сетиме дека Исус Христос е темелот на црквата. И сега што значи тоа да бидам јас дел од тоа? Соочување со својот грев. Јас сум грешен човек. Јас сам по себе не заслужувам ништо добро од Бога. Но Бог во неговата милост, во неговата благодат, го даде неговиот син Исус Христос. Тој живееше совршен живот, умре на крст за моите гревови. Ја плати цената што јас не можев сам да ја платам со неговата смрт. И преку неговата благодат ме обнови, ме оживне, ме наново роди да бидам негово дете. И сега, имајќи вера во него, се приклучувам и јас во ова заедница, да бидам дел од таа градба на Божиот храм. Сега, тука е прашањето за секој еден лично. Каде сум јас? Дали стварно сум дел од ова, за да градиме заедно, со внимание, или дали сум еден од страна, што уште дзиркам и имам некој коментар, овие чудни луѓе како градат, дали припаѓам тука? А припаѓаме кога веруваме во Исус. Не само така онака Исус постоел некогаш. Тука тој стварно мене ми има променето со неговата пролеена крв, со неговиот живот, неговото воскресение. Јас му припаѓам на Исус, па така и припаѓам тука во оваа црква, оваа заедница, овој храм Божи. Таа велам дека оваа порака има за секој еден од нас барам по едно прашање. Првото, дали овој мојот храм, каде што припаѓам со овие луѓе, дали сум поверувал во Исус, дали сум се покајал за моите гревови? Ако одговорот на тоа прашање е да, тогаш следното е како градиме. Дали градиме со дрво, сено, слама, што лесно ќе исчезна? Или дали градиме со сребро, злато, скапоцен камен, тоа што ќе трае цела вечност? Јас верувам дека на тој суден ден пак ќе бидеме заедно, можеби и пред тоа ќе бидеме заедно, но знам на тој ден ќе бидеме заедно и ќе се проверува нашиот труд. Што ќе обстане? Злато, сребро, скапоцен камен? Па да. И некој дрво и сено и слама ќе исчезна. Фала на Господ заради твој оган што ќе дојде. Да градиме внимателно заедно. Да се молиме. Татко наш небесен, ти благодариме за овој текст, што нависна е голем потсетник прво и пред се на твоето дело, на твојата милост и благодат што ги имаш излеено на нас. Фала ти, Господе, за Исус Христос, и те молам, Господе, за тие што се тука присутни денес, што уште си немат поверувано, што уште немат покаено за своите гревови, што уште не се наново родени. Те молам, Господе, денес нека им биде ден на спасение. А за ние, Господе, што веруваме, што ти нарекуваме нашиот Господ и Спасител, те молам, Господе, дај големо внимание за нас, да знаеме како градиме. Да не градиме со тоа што е лесно и лесно се гори, но тука нависна да вложуваме во тоа што е тешко, но убаво, во тоа што трае за цела вечност. Фала ти, Господе, што не оставаш во наши раце да судиме. Ти си судијата, ти праведно ќе судиш. И ти благодариме, Господе, што и во твојот суд има спасение за секој што ќе верува во Исус Христос. Те молам, Господе, од ова мала заедница да продолжуваш ти да действуваш и да делуваш. Како и до сега си бил верен, веруваме дека и утре и понатака ќе бидеш ти верен, да ја држиш ова заедница во твој раце, дека е твоја црква, твој храм во ова место.
Ти благодарам, Господе, за мои браќа и сестри, што заедно сме граделе и заедно ќе те славиме Тебе за оваа црква и за Твоето дело низ неси. Во името на Исус се молам. Амин.